Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Општи поими за љубовта. Како што е сонцето за материјалниот свет, таква е љубовта за духовниот свет. Зборот љубов е највозвишен и најценет збор во човечкиот речник. Старите грци користеле 3 изрази за љубовта: агапе, филија и ерос. Агапе ја изразува духовната љубов која се манифестира во светост и чистота кон Бог. Филија го изразува искреното чувство кон нашите ближни, а ерос ја изразува биолошката љубов или физичката љубов. Љубовта не е само чувство. Љубовта е одблесок на Божиот лик во нас или вграден закон во битието на човекот. Во љубовта има енергија, разбирање, трпение, добрина и секоја доблест која произлегува од природата на љубовта. Без законот на љубовта не би постоел светот и вселената. Например, филозофите за љубовта размислувале многу и на многу начини. Еве една мисла. Ако во вселената постои еден Бог, тогаш што размислува тој Бог? Ако тој Бог е разумно суштество, тој е должен да мисли за нешто. И ако е еден Бог, тогаш кого љуби тој? За да биде среќен Бог, тој мора некого да љуби. Навистина, Бог го љуби своето создание, овој свет, нас, луѓето. Зашто Бог е извор на љубовта. И кога не би постоело неговото создание, тој би уживал во среќа и би бил задоволен со самиот себе, зашто љубовта е израз на неговото битие. Неговите созданија се израз на неговата вечна љубов. Кога тој ги создал своите созданија, ангелите, луѓето, во нив градил закон на љубов и жет за љубов. Затоа ние христијаните веруваме во Бог на љубовта, не само со чувства, туку со закон и принцип на љубов кои се вградени во нас, за да му возвратиме со љубов на вечниот Бог. Секоја љубов на секаде и кон секого доаѓа од Бог. Бог е љубов, Христос е воплотена љубов, а Светиот Дух е силата на љубовта. А пак, неговата црква е лулка и сокровиште на таа љубов. Христијанството е религија на љубовта, а христијанинот е образец и пример на вистинската љубов во овој свет, зашто Исус рече: по љубовта ќе ве познаат дека сте мои ученици. Божите деца се предадени во Божите раце и се молеле вака некој кога ги изразувале своите чувства кон Бог на љубовта. Боже наш и Татко на љубовта, научи ме да те љубам со цело срце и ништо друго освен Тебе да не сакам. Дај ми да ја исполнувам Твојата волја и умртвија во мене секоја себичност. Дај ми да те сакам со сета своја душа и да се борам против себе и своите зли чувства, егоизамот и лошите навики. Научи ме, Господе, да те сакам со сиот свој разум и да отфрлам секој разум и секое разбирање кои се противаат на Твојата совршена љубов. Научи ме да те сакам онака како што Ти би посакал и моите ближни како што Ти ги љубиш. Запали го пламенот на љубовта во мене, како што Твојата љубов гореше на Голгота за мене и за сиот човечки род. Да, Бог е изворот на љубовта. Таа доаѓа од Бог, зашто е напишано во Римјаните 5 поглавје, 5 стих или цитат. Зашто Божјата љубов е излеана во нашите срца преку Светиот Дух кој ни е даден. Ние христијаните сме оспособени за љубовта. Љубовта е наш темел, која делува и се манифестира со вистината. Љубовта и вистината заедно се сплотени како нераскинливи врски на делување. Божјата љубов се протега вертикално и хоризонтално, насекаде и кон секого. Како прво и основно, љубов кон себе, потоа љубов кон своето семејство, љубов кон своите предпоставени,
ljubov kон своите сограѓани, ljubов кон други народности и раси и ljubов кон непријателите. Ljubов кон себе, што значи тоа? Некои велат, себе си се мразам, а сите други ги сакам. На овие зборови ќе одговориме следново. Од каде сила и капацитет на љубов кон другите, ако немаш за себе доволно или воопшто? Празната чаша не ја гасни жедта на жедниот. Чашата мора да биде полна. Човек без љубов е како празна чаша. Нема што да даде. Ако имаме доволно љубов во себе, ќе имаме доволно љубов кон Бог и кон другите. Тоа е како закон кој не се менува. Љубов кон себе подразбира прифаќање на себе и своите вредности и се употребуваат истите за себе и за другите. Љубовта кон себе го воздигнува идентитетот на личноста која го пронашла Бога. Тој што се пронашол себе си во Бог, се труди да им го открие Бог и на другите. Омраза кон себе и игнорирање на своите вредности во себе е всушност негација на Бог и своите ближни, зашто со тоа се губи идентитетот на личноста. Кога ја имаме љубовта Божја во себе, ја негуваме и се прифаќаме себе си со сите слабости кои ни се наметнаа од гревот. Љубовта кон себе е Божји принцип кој гласи: љуби го својот ближен како самиот себе. Никој од нас не го мрази своето тело, дури оној кој вели дека го мрази или се мрази себе си, зашто секој го грее, го облекува и го негува. Природната љубов кон себе не смее да ги помине границите и да се претвори во себичност, зашто себичноста ќе создаде непријатно чувство кон ближните. Кога природно се сакаме себе си, тогаш знаеме како да постапуваме кон своите ближни. Не ги навредуваме, не им завидуваме, се однесуваме пристојно кон нив и го бараме нивното добро. Таквата љубов кон себе дава можност да бидеме отворени кон другите. Љубов кон своето семејство. Семејството е Божја воспоставена институција на земјата, каде што се изразува височината на љубовта кон своите најинтимни ближни. Жената, мажот, децата. Моите ближни не се само оние кои се во моето семејство, туку напротив, тоа се мојата сопруга и моите деца. Тие се испит на мојата љубов. Преку нив се испитува каква е мојата љубов и дали вреди. Во тој тесен круг се дознава колку сме способни да сакаме другите. Во бракот се открива величината на љубовта. Мажот и жената се еден на друг ближни. Ако во бракот има недостиг на љубов, тогаш љубовта не може да се шири понатаму. Љубовта во бракот или напредува, или атрофира. Зошто многу бракови пропаѓаат? Затоа што ја истераа Божјата љубов од своите животи. Кога родителите имаат љубов, тогаш таа љубов се манифестира и кон нивните деца. Некој човек во 19 век го предскажал денешно во време со зборовите: 21 век ќе биде век на технолошки напредок. Луѓето ќе уживаат во секој поглед. Технологијата ќе им го олесни животот многу, но едно ќе им недостасува. Ќе имаат празни срца и ќе боледуваат од тага и празнина на својата душа. Многу деца се осамени, иако имаат родители. Ним им недостига родителска љубов. Една мајка рекла на својата ќерка: "Ќерко, на твојот роден ден ќе те израдувам со голем подарок." Ќерката одговорила: "Мамо, полна сум со подароци од тебе. Ми недостига твојата љубов и твојата близина." Затоа Библијата вели: "Кој не се грижи за своите, особено за домашните, се одрекол од верата и е полош од оној кој не верува." Нашите деца, како наши ближни и ние нивни, ги имаат сите забави, компјутери, игри и играчки, но пак се незадоволни.
Зашто немаат љубов примена од своите родители? Родителите често пати немаат време за нив, не разговараат за сериозните прашања што ги измачуваат децата. Деца кои не се исполнуваат со љубов, се полнат со тага и агресија во себе. Тоа резултира бунт и револуција тогаш. Има една мисла која вели: во првиот стадиум на развој човекот молчи. Кога молчи, тој размислува. А кога размислува, станува незадоволен. А кога е незадоволен, тој се дига на револуција и како резултат на тоа војната му е неизбежна. Затоа не е чудо што многу деца се предадоа на алкохол, на дрога и на агресивно однесување. Во семејството има приоритети. Доколку се нарушат, секогаш има негативни последици. На прво место е Бог. На Бог му се дава слава и чест. Потоа, сопругата заедно со децата. На трето место службата или професијата, а на четврто место спортот. Овие приоритети мора да се задржат како темел и основа за семејствата. А љубовта ќе дојде. Потоа треба да имаме и имаме вистинските христијани љубов кон своите предпоставени. Љубов кон нашите ближни ги опфаќа и нашите предпоставени. Библијата вели дека водачите на црквата се назначени да се грижат за стадото. Секој водач, старешина, проповедник или пастир е одговорен пред Бог и ќе даде сметка за својата служба. Тие имаат голема одговорност. Љубовта на црквата кон нив ќе намали нивната напнатост поради одговорноста. Љубовта ќе ги негува и ќе ги охрабрува да се поттикнуваат уште подобро да ја вршат својата служба. Тие се грижат за црквата која е спечалена со крвта на Исус Христос. Водачите се поставени исклучиво преку Светиот Дух и од црквата кој ги препознава нивните дарови, зашто има и некои лути волци кои се втурнаа во црквите и не го штедат стадото. Почитта кон нив треба да е двојна, зашто тие се продолжена рака на Божјото делување. Преку нив се објавува Божјата волја преку толкување на Светото Писмо. Ако водачите станат предмет на критика, омаловажување, тие ќе ја вршат службата со воздишки, што не е полезно за црквата. Многу луѓе бегаат од црквата бидејќи не ја поднесуваат ладната клима во неа. Еден коментар вака тоа го опишува: повеќе луѓе дошле во црквата од љубезноста на христијанската љубов, отколку сите теолошки аргументи на светот. И повеќе луѓе избегале од црквата поради нелюбезност и грубоста на така нареченото христијанство, отколку сите сомнежи на светот. Затоа, љубовта кон водачите, кои се наши ближни, ќе произведе добра атмосфера. Потоа треба да имаме љубов кон своите сограѓани. Наши сограѓани се оние со кои сме обкружени и разговараме со нив. Ние сме нивни ближни и они се наши ближни. Учениците го сакаа својот народ не само поради заповед, туку и од својата природна љубов што припаѓа на тој народ. Да се сака својот народ, тоа е Божја карактеристика, зашто е запишано: дојде при своите. Значи, Исус го сакаше својот народ. И ние сме должни да слегнеме при својот народ и да им ја покажеме Божјата љубов во нас, да им го донесеме живиот леп преку Евангелието. Тој леп е даден во Христовата црква и ние од љубов кон нив ќе им го подариме лебот. И не само преку Евангелието да ги љубиме, туку ги љубиме на практичен начин, со тоа што ги делиме и нашите материјални добра со нашите сограѓани. Потребно е да го дадеме насушниот леп на сиромашните, облека на необлечените, лек на болните, смев на тажните и љубезност на нељубезните. Кога ќе ја согледат љубовта, и тие ќе бидат привлечени со врската на љубовта кон Бог и ќе станат
Божи спасени деца. Не се сите луѓе од иста националност. Затоа Библијата вели: со тугинецот кој живее помеѓу вас, постапувајте исто како што постапувате кон сонародникот. Ќе го сакате, како што се сакате самите себе си, зашто и ти беше тугинец во земјата египетска. Исус ги љубеше сите без разлика на потеклото. Тој ги помина јудејските граници и отиде при самаријанците. Самаријанците го примија Евангелието зашто Исус им ја покажа вистинската љубов која беше страшно искомпромитирана од јудејскиот фанатизам. Исус не гледаше на нивниот акцент или лингвистичките говорни недостатоци. Не гледаше на границите на културното облекување, туку ја покажа Божјата љубов која ги надминува разликите. Исус во тоа успеа. Редот нам ни стои, зашто се уште сме во тело и имаме прилика тоа да го сториме. Љубов кон нашите непријатели. Ова изгледа како запрепастување и без логика. Евреите имале вообичаено мислење дека непријателите треба да се мразат, но Исус како типичен евреј им го пресечува ова мислење и нагласува дека треба да се сакат непријателите. Во тоа лежи величината на Евангелието. На крстот Исус во пракса покажа како се љубат непријателите. Татко, прости им зашто не знаат што прават. Тоа е врв на љубовта. Понатаму Исус вели: љубете ги вашите непријатели и молете се за оние кои ве гонат, за да бидете синови на вашиот небесен татко. Две работи се клучни во оваа реченица. Прво, љубете ги непријателите, а второ, молете се за нив. Кога ги љубиме, покажуваме дека сме слични на таткото, а кога се молиме, откриваме дека сме Божи синови. Непријателот е непријател од незнаење, а незнаењето е мајка на сите заблуди. Карактеристика на љубовта. Љубовта кон нашите ближни мора да биде исто таква каква што беше во Исус Христос кон нас. Нова заповед ви давам: љубете се еден друг како што јас ве љубев вас. Од оваа љубов поголема нема. Суштината на љубовта мора да биде искрена. Љубовта да не биде лицемерна, пишува апостол Павле. Љубовта мора да биде од чисто срце, зашто целта на заповедта е љубов од чисто срце, добра совест и нелицемерна вера. Љубовта мора да биде втемелена со дело и со вистина. Чеда мој, да не се сакаме со зборови или само со јазик, туку со дело и вистина. И по тоа ќе се познае дека сме од вистината. Значи, нашата вера делува преку љубов кон нашите ближни. Вистината се препознава преку љубов, каде што тоа го нема, вистината е скриена. Љубовта е најголема филозофија или мудрост на човечкото живење. Без љубов нема личност со достоинство, нема семејство, нема граѓанство, нема црква, нема ништо, нема живот. Бог го жртвува својот син за сите нас и ние сме должни да се жртвуваме еден кон друг. Господ Бог нека ни помогне. Амин.